На богојавление секој православен христијанин дома носи света вода. Зашто таа може да се користи и која е низината моќ? Светената вода има чудотворно дејство, бидејќи велиме да ни биде за здравје на душата и телото, да ни биде за спасение преку поросувањето, пиењето и причистувањето од светата вода. Светата вода, рековме, со дејството на Светиот Дух својата структура ја менува и таа постанува жива вода, постанува вода која, ако ја примаме со вера, таа ги лечи сите наши и телесни и душевни рани. Во секој дом би требало да има светена вода, а и свештениците еднаш до 2 пати во годината поминуваат низ своите парохии и прават мал водосвет. Таа светена вода се користи, рековме, против секаква болка и телесна и духовна. Дури се препорачува и пред спиење да се замиеме, да се напиеме од светената вода, да си ги попрскаме нашите постели за Господ да не чува од секакви зли напади, од секакви лоши соништа кои ѓаволот ги предизвикува. Во сила на светата вода од овој голем празник веруваат сите. Да. Па да ви кажам, бидејќи е долготрајна таа традиција и верувам во Бога, веројатно има нешто постои. Да. Јас сум Јордан и верувам да ти кажам. Одам секој кога се фрла в Светиот крст во Ново село, одам секоја година. И го славам и верувам да ти кажам, зашто да не. Обичната вода станува света во еден момент и по волја на Севишниот. Кога свештеникот ќе дојде во домот на христијаните или во црквата, почнува чинот на осветување или мал водосвет. Тогаш со дејството и слегувањето на Светиот Дух, таа вода се осветува и ете сите во своите домови имаат света вода. Ние многу пати бараме чуда, но еве едно чудо, светената вода никогаш не замерисува. Има сведоштва на луѓе кои чуваат дома по 10 и 15 години светена вода и таа не замерисува. И еве го чудото, еве го слегувањето на Светиот Дух кога тој ја осветува водата. Света вода годинава ќе се дели во сите православни христијански храмови во недела на богојавление Водици.